Здраво, само да потсетам да направите subscribe на нашиот YouTube канал, бидејќи ни значи вашата поддршка, но и колку повеќе ни има, толку поинтересни коли на тест и толку поинтересни видеа. Сега можете да го гледате видеото. Чао! 1, 2. Ево тука веќе имаме безбедна дистанца и можам да тргнам маскава. Ова што денес го имаме, мислам дека сме единствените или меѓу првите што го возиме. Дефинитивно сме единствените што имаме видео, не само тука, туку малци пошироко. Станува збор за Mahindra CUV100 NXT K8. Да, малце подолго име. Но станува збор за најновиот и најмалиот теренец на Mahindra. Mahindra се познати, барем за мене, по многу поголеми теренци и по пикапи. Тие направија доста големо име, бренд, барем кај нас, за голем број на компании, покажа дека се доста издржливи. За Mahindra CUV100 NXT K8 нема многу да зборам за неговиот дизајн, но се одлучив да оставам на вас, на вашето мислење. Јас само ќе кажам една работа, а тоа е дека приметив деновиве многу луѓе ме застануваат, привлекува големо внимание. Зошто привлекува толку големо внимание дизајнот, пак ќе кажам, оставам на вас, но голем број на луѓе прашуваат што е, колку чини, што се нуди и на крај најбитната работа тоа е бараат контакт од импортерот на Mahindra, што е многу позитивна работа. Сега, околу дизајнот само ќе спомнам, односно околу пакетот во дизајнот ќе спомнам дека ова е K8, тоа е повисокото ниво и тоа значи дека доаѓа со некои пластики плюс, како вие доле, доаѓаат со ветробраните, двотонската боја и поубавите бандажи. Тоа е разликата од основното и повисокото ниво. Многу ми се допаѓа тоа што се мисли, барем и јас така мислев, дека има лош квалитет на изработка, односно понизок, не лош, но овој звук од вратите ме фасцинира, бидејќи тоа покажува колку е квалитетно, па и издржливо. И сега кога веќе отварам врати, ќе влеземе внатре за видиме таму што има и како изгледа. Внатре, дизајнов, не е нешто вау, колку е преубав, не е ни леле колку е лош. Океј, функционален е. Не очекувате меки и квалитетни материјали на голем дел од интериерот. Искористиле фейк карбон на речиси целиот автомобил, особено на горните делови, плюс го искомбинирале со седиштата. Не сум фан, не само тука, знаете дека во било кој автомобил не сум фан на фейк карбон, но ќе се согласам со Mahindra. Барем овој дизајн на фейк карбон тука има некоја смисла, бидејќи ако поставиле обична пластика ќе изгледало многу ефтино и многу досадно. Тука дава некоја разиграност и искрено функционира целиот дизајн. Останатиот дел ми се допаѓа тоа што немате премногу копчиња, големи се точно е, но се доста функционални, знаете во секој момент кој копче каде, зашто е, немате потреба да заглавите во менито. И сега во менито тука имате 7-инчен екран, инфозабавен систем кој што е во дополнителната опрема, во K8 нивото, доаѓа со навигација. На почеток имав предрасуди, што обично не сакам да имам, не сакам ниту вие да имате, бидејќи баш кога не очекувате добивате нешто квалитетно. Така и тука, системот е навистина добар, брз, респонзивен, особено навигацијата има одлична графика, брза е, респонзивна е, работи во секој момент и е навистина точна, што е супер. Имате опција да го поврзете со вашиот телефон, преку USB, преку Bluetooth, но не ми се допаѓа тоа што не можам да пуштам музика преку USB, мора сето тоа дојде преку Bluetooth. Не може да се поврзе со навигацијата на телефонот, но ето, добар е системот, па се компензира тој момент. И сега има неколку три елементи кои што ми се интересни да се споменат. Прва работа е менувачот, не е доле, поставен е тука горе, што е многу типично за Honda, Toyota и сите други азијски модели очигледно. Го поставиле тука горе, на прв момент ќе мислите дека можеби нема да биде практично, но вистина е окей. Немате никаков проблем, не се потпирате со раката над менувачот па да му штетите.
како што зборевме во нашиот совет. Друга работа што до некаде ми е кул, до некаде ми е зашто така направиле, тоа е рачната. Тука доле не е. И всушност ќе беше многу чудно ако поставиле тука доле, но еве рачната. Вака се крева рачна, ова е паркинг кочницата, вака се спушта со вртење, па ја враќате назад. Ми делува помалку како во авион. На моменти, како што кажав, интересно, на моменти се викате зошто не поставиле на обично копче да решат голем проблем. Но ете, така поставили. И третиот момент е тоа што тука доле немате конзола, немате ништо да ви пречи, што можете слободно да се галите со дечко, девојка, што и да имате, но исто така друга попрактична работа изгледа многу поголемо, пофункционално е и искрено ми се допаѓа така што го направиле. Сега околу практичноста, тука доле имате две остави за шишење, што ја во моментов го користам за средство за дезинфекција. Имате една помала остава, веројатно за телефонот, една голема остава, веројатно за поголеми шишења. Имате остави тука во наслонот за раката, имате некои остави и во вратите, плитки се, не се нешто многу големи. Нормално фиоката, не мора да објаснувам. Имате 12 волтен приклучок за струја и тука имате уште една остава за наочари. Да, заборев да кажам, имате амбиентално светло тука во овие просторчиња од рачката. Исто така, кој ќе отворите врата, имате доле уште едно светло. Така да, тоа е тоа за напред, одиме да ги видиме останатите делови. Сега на задниот дел, кај задниве седишта, искрено не е лошо. Предново седиште на место на според мојата возачка положба и гледате дека имам повторно доволно простор за нозете, всушност можам да ги испружам под седиштето и да имам уште покомотна положба. За главата имам доволно простор, сепак е високо возило. Самото седиште е наистина удобно, не го очекував. Прв пат седнувам тука. На средниот дел многу ми се допаѓа тоа што доле немате никаков тунел. Сосема рамно е и е навистина удобно. И мислам дека може да се вози тука и на многу подолги дистанции што не го очекував искрено ова. Добро. На овој среден дел од конзолата немате USB порт, немате 12 волтен приклучок, немате ништо, немате ниту отвори од вентилацијата, немате наслон за раката, не можам да видам ниту ISOFIX куки и затоа е толку. Тука одиме го видиме багажникот. Багажникот нуди 243 литри багажен капацитет, ама за да дојдете до него морате стиснете на клучот или да отворите од внатре на копче. Немате можност од тука, што малку ми пречи, бидејќи во одредени моменти не можете тоа го направите со клуч или од внатре, бидејќи ќе бидете натоварени на пример. Океј, вратата гледате дека е прилично голем. Очекувате отворот да исто така голем, но кој ќе отворите е тесен, што малку ми пречи, но океј, 243 литри багажен капацитет, да, тоа се малку за теренец, но имате на ум дека ова е урбан теренец, односно малоградско возило кој што го направиле да биде како теренец. Тоа ќе го зборуваме за кратко кога ќе почнеме да возиме. Сега, се зголемува багажникот на 473 литри, но тоа се зголемува кога ќе спуштите задната клупа, а тоа е едноделна, не е дводелна или троделна, што малку ми пречи, бидејќи во одредени моменти сакате да спуштите само една страна. Сега, дојди Јован да им покажеме. Тука одоздола имате простор за големо резервно тркало. Во моментов има плинска боца, бидејќи во оваа опрема имат надоградено плински уред, што сметам дека и вие треба да го направите ако земете едно вакво возило. Исто така и тоа ќе го зборуваме за кратко. Немате куки за качалки, но затоа имате приклучок за струја и тоа на 12 волти, што во многу други возила го нема, што е интересно и можам да кажам дека е практично. Толку за багажников, сега може да почнеме да возиме. Одиме. Пред да почнам да зборам било што околу возњата на Mahindra QV100 NXT K8 со сето негово долго име, ќе спомнам, ќе ви споделам интересен факт што го дознав, бидејќи
Mahindra за европскиот пазар, за нивните модели што се продаваат тука, користи агрегати кои што се произведени во истата фабрика на Пух, на австрискиот Пух. Таму се произведува голем број на мотори за Мерцедес, Ауди, BMW и други такви поголеми, познати брендови. Така да станува збор за навистина еден издржлив, за еден добар мотор. Инаку тука имаме 1,2 трицилиндричен бензински мотор кој што навистина е окей, снажен, доволно снажен и доволно брз. Има 87 конски сили. Во комбинација имате 5 степен мануелен менувач кој што е навистина окей. Преска спомнавме нели за неговата позиција. Самиот менувач е прецизен, краток и немам никаква замерка искрено. Околу потрошувачката има еден интересен момент, тоа што индијците не пишуваат колку литри на 100 км троши, туку ги вртат бројките обратно. Колку километри со колку литри. Малку ќе ви биде потребно повеќе време за да го сватите тој момент и таа математика како оди, но во глобала троши некаде околу 6 до 7 литри. Но, како што кажав и претходно, во оваа опрема е поставен и плински уред, што е супер. Сметам дека треба да го направите тоа, бидејќи прво загадува помалку и второ многу крати на вашите давачки, бидејќи разликата од плин и бензин е навистина огромна, односно дупла, и ќе ви се исплати во секој аспект, без разлика и возилото на бензин да троши и 5 литри и 4 литри, разликата од бензин и плин е драстична, така да јас ви препорачувам тоа да го направите. Всушност целиот пакет на овој модел во оваа пременост е 12.900 евра. Почетната цена изнесува 9.900 евра. Оставам на вас вие да се одлучите што точно ви одговара. Разликите внатре и надвор претходно ви ги кажав, веќе ги знаете. Сега околу возњата, искрено јас мислев дека бидејќи поради неговата чудна димензија и комбинација, односно превисока, доста краток од позади, дека ќе има одредени проблеми во кривини со стабилноста, но таа моја теорија се поби, бидејќи е навистина стабилен, не се чувствува големо клатење, што е добро. Имате сосема доволна контрола над возилото, како урбано возило, иако нивниот слоган на Mahindra Македонија дека ова е SUV, како урбано возило јас очекувам да има малку по лесен волан. Воланот е добар, но се чувствува малку поголема тежина кога не ви е потребна, тоа е низ урбаните делови. И сега да се навратам на нивниот слоган, а тоа е дека они го сметат како најефтиниот теренец до некаде. За мене теренец е возило кое што треба да има можност во секој момент да помине било каков терен. Ова возило пред се е мало градско, односно ова е за оние кои што возат мали градски возила, а сепак сакаат да го почувствуваат истиот момент на теренец, да се седи од повисоко и да имате можност да поминете повисоки тротоари, поголеми дупки, што се навистина доста често појава кај нас. Има неколку работи што ги приметив што ми се чудни, искрено. Конкретно сега ќе кажам кочницата. Не знам дали слушате, но на секое притискање се јавува звук како да допира некој тастер. И понекогаш навистина нервира тоа. Не ми е јасно зашто така го направиле. Јас од прилика тука некаде би завршил, бидејќи треба полека да го враќам. Сакам да ви прикажам поуникатни возила, и спортски, и луксузни, но и вакви возила кои што се достапни, лесно достапни, реално за таа цена е навистина интересна понуда, која што само го збогатува вашиот избор. Затоа следете неколку повеќе, нема толку поинтересни видеа, толку поинтересни коли и се гледаме многу наскоро со нов тест. Чао, чао!